сум сега е подходно. Седимирна дуня. Седа ми се злата. Да, пак трябва да се доседа ми е лишко. Jedan aplauz za gospodata. Jana, kada беше? Kako vi беше? Марио оди меѓу Јана и Видович. Jana, Vidović, ovde. Daniel, kaj si? Zašto se izmestite? Daniel, ovde se dešava. Nikolina, ама zašto se izmestite? Ajde, Nikolina, Kala. Ajde, Makari, stani Lea. Lea, stani, Makari, тука си ти. Ovde. Lea. Slučaj, zatvori ovo. Ajde, Nanivu. Jovana. Ovde. I ovde Makari. Daniel. Сиди, сега, има питани по-мамо. Леа. Много ви има. Трима да га пати човек. Драги родители, добро вечер, добро ни дојдовте на една мала есенска приредба, мини приредба, едно мини есенско дружење, да ви презентираат дечињата тоа што научиле и што сработиле во овој период. Најпрво ќе ги поздравиме родителите со една есенска стихот творба. Поведете. Мојот роден крај, дојде рана есен, паѓа силен дожд, дуа ветер бесен, ни донесе таа, роѓе дуни сливи и многу, многу род по нашите ниви. Ајде сега веднаш после стихотворбата да започнеме малку разиграно да изиграме нешто што е поврзано со есента. Моје земји масе и се што, моје земји масе и се што,
понагоре. Едно столче понагоре. Сега може да им кажеме на родителите нешто повеќе за есента, може би заборавиле, одамна учеме школа, да ги подсетиме, може? Да. Значи рековме, ова е трето годишно време поред, што се вика есен. И какво е времето за есен? Ај Марта да ми каже. Ти не кажеш? Врнежливо, добро, врнежливо. Друго, што се случува? Сонцето каде е? Ја ти ми кажеш? И затоа, какво е надвор? Студено, значи сонцето се крие зад облаците, времето е врнежливо и кога врне, како треба да се заштитиме од дожда? Чадорче и кабаница, за да не наврнеме. Друго што има на есен? Нешто? Има ветер, силни ветрови и затоа повеќе не можеме да одиме со боси нозе и кратки ракави, туку облекуваме дебели, топла облека. Кој ќе ги каже деловите од топлата облека кои беа? Ајде Јана повели. Jakna, kapa, šal, rakavički, čizmi i debeli hlahopki. Така и джемперче или тренирчиња, панталончиња, нешто што може да не згрее. Така? А да видиме што се случува со природата надвор. Ако ги погледнеме дрвјата, што ќе забележиме? Јована, ќе ни кажеш ли? Da. Што какви листе? Со дрвјата што се случува? Boli se. А, голи им се грамките, па кај се листовите? Dole. Зошто се доле? Kad idu na vetar, i oni padnale. Ама па има и ливчиња што стојат на дрвото? Кала, а кои ливчиња паѓаат доле? Žoltite. А, жолтите, зошто пожолтеле тие, што им се случило? Zašto se sušile? А, се изсушиле и доволно е да ги дувне ветер или некој да го протресе дрвото, или некој така, или некој пиленце да застане, и ливчињата паѓаат долу на земјата. И верверичка може, да, и да, може да ги бутне. И кажете ми сега вие, по што се разликуваат ливчињата? Mali i golemi. А по нивната величина има мали, големи, средни, има различни величини. Друго, и бои, Катја, кои бои ги имаат есенските листови? Žolti. А покрај жолтите? Kafajavi. Добро. И која друга боја ја има меѓу? Има и помалку портокаловко, и црвенко, и зелено, да, сите ливчиња одеднаш не може да пожолтат. И кафејаво, точно кажавме. И трета работа по што се разликуваат? Кој ќе каже? По формата. Николинче, какви форми имаат ливчињата? А? Некои се позаоблеми, а некои имаат со така боцки назабени се и овдека имаме најразлични форми на листови. Е сега кој ќе ми каже зошто ја викаме есента златна кралица? Зошто е златна? Ане ќе ни кажеш ли зошто ја викаме? Зошто е златна? Pošto pogre sunцето, ливчињата светат, затоа викаме. Како да се златни. Затоа викаме дека е златна. А Калин зошто викаме дека е кралица? Зашто е богата. А, богата била многу. Со што е богата есента? Со овошје. А покрај овошје има ли и друго нешто? Зелена. Има и зеленчук. Кој ќе ни набри некои овошни плодови? А, ај некој што не е кажал? Ајде Теодора ти повели. Овошјен за некој? Кој овошје го јадеш? Грози. Грозје има на есен, друго што има? Јаболко. Јаболки, круши, Тикви. тикви има, точно. Калинки. Калинки. Што има друго? Сливи. Марио, што има друго, Марио?
Грозие, добро, кажахме грозие. Костани, Костени има, така е. ореви, Ореви, лешници и много други овощни плодови и бадеми има точно. И родителите што ни прават? Родителите тешко бабите да дочците подготвуваат нешто. Од овошје, ајде да слушаме. Што правиме од овошјето? Сокче правиме, друго. Компот, сладко. Мармалад. И ние направивме ли нешто овде? Некои тегли интересни имавме направени, таму се навлезат истакнати. Да. Со што ги наполнивме нашите тегли? Што цртавте вие, па ги исековме? Со овоши и зеленчук. Ајде да видиме кои зеленчукови плодови ни ги дарува есента? Пиперки, краставички, зелка, брокола, морков, карфиол, цвекло дали има? Има. И што подготвуваме од зеленчуците? Најпопуларно, Јованче, што е најпопуларно? Децата најмногу што сакат? Ајвар, жива туршија, друго? Па мармалада го кажавме, од овошји го правиме. А не кажа ни ти што друго правиме? Јадеме кисели краставички. И друго? Цвекло? А во буриња нешто што се става? Зелка и многу други туши. Сега јас, родители драги, ги прашувам децата дали јадат ајвар и дали мајките им направили и сите се изјаснија дека баба правела ајвар. Сега да ве научиме како се прави ајвар, за да знаете за до година да им направите. Ќе кажеме од што се подготвува ајварот? Што ни е потребно? Ево овде да видите. Црвени пиперки и модар пак на родителите да им покажам. Од црвени пиперки и модар патриџан. И најпрво што им правиме на плодовите? Ги миеме за да бидат чисти и на што ги редиме? На ќумбе. Еве да им го покажеме ќумбето, за да знаат. Еве вака на големо го има, ова е ќумбе и ги редиме тука на ќумбе и што им правиме? Ги печеме. И која пиперка како ја печеме? Каде ја ставаме? Ја ставаме во кеса. Кога ќе бидат сите испечени? Не, прво што им правиме? Ги лупиме и ги чистиме од семки. И после, Леја, што им правиме после? Ги мелиме и каде ги ставаме? И едно големо пенџере. И што правиме цело време? Мешаме. Зошто мешаме? И цело време мешаме и пршиме. Така. И кога ќе биде готов ајварот? Ги ставаме у тегли. И убаво ги? Затвараме. И ги ставаме во подруб. Во подруб. Така, сега научивме како се прави ајвар. За до година ќе знаете? Да, ќе знаете. Добро, да не ги мислам децата не за нешто друго. Така? Добро. Ние си направивме наши плодови, овошни и зеленчукови? Работевме нешто со салфетки, што им правивме? Да, што направивме? Надвор се изложи. Тиква направивме, да, со топчиња ги биткавме во топчиња, па во спирала. Морков направивме. Модар патриџан. Краставичка направивме. Јаболко, крушка, пиперка. И сето тоа родителите ќе можат надвор да го видат изложено на влезот и овде во холот. Сега може да слушнат родителите некои стихови за есента? Да? Ајде, ќе почнеме? Ајде, Леја, попред. Ајде. Леја, стани, ајде, Леја. Ајде, сонцето. А ти си прва. Ева го катастрофата. Ајде од место, еве, не мора да стане. Не мора. Ајде, полусно. Брз. Сонце. Гласно. Не се срами, како се срами. Ајде, на глас.
Ќе ти помогнем. Сонцето се скрива. Нигде. Добре, ако не светаш нема. Може јас да кажам место кога? Ти ќе кажеш? Не? Добро, никој не кажува. Ајде, после Леја кој бидеш? Свена треви, свена цвеќе, есен да дојде и ќе нас веќе. Силно. Не, ветра бесен, дојде студен леја, лисјата ги треса. Плаче небо есенско, тече матна вода, преселните птици на југ веќе одат. Обаче темно тоа се лее, есенска песна ти вкуси бе. Некаде свена свечиња, есента пристигна течиња. Секому дарови дели, јаболки и клучи зрели. Ни данес е таа грозен црно-бел, ги напълням барите с читонце. Гостени и сливини дари, шо сладки ядат и млади и стари. Есента е златна кралица, дели дарови без граница. Во есен има се и се што, за секого има по нешто. Таа е накитена со румено јаболко и клучи позватени со крози од писања. Товарила таа на колите грозе, ечи песна есенска од една розија. Да, плодови многу ни даде мама зимница ќе прави. Есента е златна кралица, дели дарови без граница. Во есен има Добре, сега. разпослала есента, килим жолто злато, секаде по полето, секаде по пато. Ветреното ветрен се фучи, бесно коси, се е тут, насекаде настинки носи. Ладни ми се пада. Сили додови драга. Студен ветер сега вее, топло. Алтенце ме грее. Браво! Древките цвекињата и попари слајна, се помалку има за животните храна. Зелениот ветер дува, бели магли везе, скоро снежна зима во гората ќе влезе. Есента на Секого рако сега дари, на есента секој треба да ви благодари. Ете така, да. И вистина, децата се многу благодарни на есента. Чекай, Бубе сака да отпее една песна, дига рака. Ајде, Бубе, да кажеш и ти. Бубе, чекай, моли. Бубе, аплауз ќе добиеш Ина Джоне да ја слушнат сите. Може, Бубе? Ајде, Бубе. Ајде, Ајде, Бубе, 3, ајде сега. 4. Ина. Ајде, бе. Ајде, Бубе. Не се вклопува во есента. Не се вклопува. Сразу завршната. Не, Тоа во завршно. На крај. Хале и На паста крај ќе пред концерт школа. пакете. Ај, тоа за крај за журка ќе оставиме. Дечињата ја сакаат ли есента? Да! Се кажете сите зошто ја сакаат? И каде можат родителите да прочитаат кој зошто си ја сака есента? Јас почто си играм со дождовите. А, Марта ја
сака есента, зашто ја сака многу играта на дождот. А јас играм со дождот. Со дождот. Јас играм со ветерот. Јас ми давам јадење. Така, добро. Ја сакам пошто светкаат лепчињата. Така, па некој ја сакаше зашто многу сака да јаде тиква со мед, макар и ти сакаше тиква со мед. Така? Некој друг ја сакаше со шеќер и да. Па некој многу сакаше така, па некој сакаше ајвар да јаде. Така. А Бубе многу ја сака есента зашто слави роден ден во есен. Така, Бубе? И сите овие, да, ја сакаш и есен. И сите искази на дечињата, Марио, се запишани на едно наше есенско дрво, на есенски ливчиња. Ама да видиме сега, ние се ја сакаме есента, ама дали секој ја сака? Што се случува со птиците и животните? Вода потопли граје. Значи некој не ја сака есента, така? Кои птици не ја сака? Леталниците. Зошто не ја сакаат есента? Пошто им е ладно. Тука им студи, па затоа одат во топлите краји. А кои беа тие птици преселници? Совичките и штрковите. А кои птици остануваат овде кај нас? И како ќе им помогнеме да ја поминат зимата? И во кутиичките што ќе ставиме? Да, ние, Бубе, ќе ставиме храна, зрца и трошки, за да може да ја презимат зимата, да не прегладнат. А како се подготвуваат верверичките? Кој ќе ни каже за верверичките? Ајде, Јована. Собираат лешници, што друго? Шишарки, ореви, калин, така, друго? Костени, добро, лешници. И каде ги носат? Тие живеат во дупката на дрвото, тоа е нивната куќичка. И се ја полнат со многу плодови, за да имаат за цела зима. Браво. А мечката Анастасија што прави? Што прави? Оди во пештерата и што ќе прави таму? И цела зима спие. Цела зима таму ќе спие. Така е. Знаеме ли ние некоја песничка за шумските животни? Да. Како почнуваше? Во есен изгората нешто се случува. Секое животно да зимување одлучува. Со мечката што се случи? Ајде мечката. Мечката сонливо, шумата оди, у пещерата неја ја води. Браво. Кртот забрзано во земјата рие, во дуплото сака, од студот да се скрие. Дрветот во зима нема да чука, во некое дрво ќе се засолни тука. А за волко доаѓаат денови тешки, ни шумата гладен ќе вие пешки. Аришта зимува, аришта, на есен се бара, за зимата да е лесна, со новата песна. Да слушнат родителите една песничка, да ја изиграме, може? Да. За крај, за поздрав, тоа да им биде? Да. Да? Ајде. Само се знаете да видим. Животните спијат, а во годините
Тоа беше се што ви подготвивме за денес. Браво. Поголеми повеќе ќе има и завршни приредби, сега за сега. Толку од нас.